Мислам дека ова што сега се случува во Атина е потврда на тезата дека за прв пат, значи за овие 25 години, и Грција е под силен американски притисок да се најде решение за името. Да подсетиме дека пред неколку недели американскиот амбасадор во Скопје Бејли рече дека кога, ако не сега да се реши тоа прашање. Во меѓувреме имавме и средби на Кери со Ципрас и Кодзијас прво во Вашингтон мината година во ноември, после тоа дојде, односно во септември, во ноември мината година дојде овај Кери во Атина. На истата линија имаше следба меѓу Нимиц и Кодзијас. Значи, тој силен притисок очигледно создава нервоза во Атина, бидејќи разликата постои меѓу концептот кој сака да го спроведе Вашингтон и она идеја и намера на Ерга Омнес која мисли да спроведува Атина. Велам, сето ова покажува и потврдува тоа дека е под притисок Атина, дека таму се плашат, дека ќе се нападат некои отстапки во врска со решението кое таму се посакува. Меѓутоа, мислам дека Атина сосема јасно покажа во неколку наврати во последниве денови дека во моментот не е возможно решение на овој спор и дека сите тие намери, идеи, иницијативи на Вашингтон нема да влодат со плод. Мислам да можеме да оцениме дека можеби за прв пат Грција не спасува и нас, бидејќи во дадената ситуација, во нашата криза која ги тресе темелите на оваа држава, да се бара решение за името, значи само може да биде наша капитулација. Реков дека има разлика во однос на тоа што бара Вашингтон и што смета дека може да биде решение и Атина. Да се обидеме тоа кратко да го објасниме. Значи, Атина сака Ерга Омнес да не прекасат и дома веднаш и да не разнебитат едно за секојаш, нели така. Вашингтон има малку поинакво став. Тие сакат етапно да се постигне целта и одат на решавање на проблемот и на разнебитувањето на нашиот народ етапно, односно прво да се промени нашето име за меѓународна употреба, значи за надвор од земјата, што де факто значи комплетно потполно наша капитулација и да тоа после тоа дојде на ред нели така идентитетот на македонскиот народ. Таа е нивната замисла која за Грција е неприфатлива бидејќи треба се чека и доси некаква неизвестност. Значи ние ако прифатиме, за кај нас за жал и опозицијата е спремна да прифати такво име за надвор од земјата, за дворешна употреба, тоа значи де факто е губиме битката еднаш и за секојаш, со тоа што сето на другото ќе следи постепено и ќе бидеме присилени дори самите себе да се прекрстуваме. Ако ние прифатиме за надвор, а нашето име за надвор не за дома, ние ќе мораме значи да го менуваме и уставот, да менуваме пасоши и се, бидејќи во светот нема да прифаќаат пасоши со Република Македонија, ќе ги нема тоа име во компјутерите. Според тоа, велам, тоа е една опасна измама и мислам дека можеме да бидеме дори благодарни на Грција што нема да се сложи и не е спремна да прифати една таква солуција.